Со конечен резултат од 1:1 заврши надпреварот помеѓу женскиот фудбалски клуб Борец и женскиот фудбалски клуб Тиверија. Играта на двете екипи беше изедначена, а девојките од минута во минута се повеќе се бореа да дадат гол повеќе. Со по 1 бод плюс задоволни се и тренерите на двата клуба, кои воедно напоменаа дека и двете екипи можеа да одиграат подобро. Ние сме презадоволни од овој резултат. Искрено жал ми е што примевме гол во последните 15 минути, ама надпреварот беше доста равноправен, доста интересен, нови прекрасен терен. Значи такви терени треба да има што почесто во градовите во Македонија. Искрено сме задоволни од овој резултат. По објективно да ви кажам, тежок меч, изедначени две екипи. Кај мене малце хендикеп што имам две девојчиња повредени, силно прилика мора да играат. Добро е што заврши 1:1, можеше да се деси да изгубиме. Имавме на почетокот доста шанси, не ги искористивме. Среќата ни го сврти грбот. На крајот истраја онаа борбеност што цело време гледам да наметнам ки девојчињата, истраја до крај. Изедначивме и добро е се у свему заврши резултатот кој што видовте 1:1, еден бот. Првенството продолжува надоле, натаму ќе продолжиме у тој ритам. Борбата беше за тоа четврто место и мислам дека меѓу нас и екипата на Тиверија ќе биде борбата. Ако се приклучи и Младост од Оризари, тука ќе биде дометот е на оваа екипа и моменталниот тоа е. Центар-халфот на Борец Виданка Стајќ истакна дека и двата тима подеднакво беа борбени на теренот, а воедно напомена дека секогаш може да се одигра подобро. Јас мислам дека можевме да дадеме многу повеќе. Условија не беа баш наидеални за игра, ама се надеваме за следната утакмица дека ќе даваме барем максимум. Можеме повеќе. Следната недела играме повторно дома. Играме со Оризари, кочанска екипа. Првата утакмица за куп изгубивме 2:0 од нив, ама мислам дека можеме да се носиме со нив, барем бод да извадиме. Следната недела девојките на фудбалскиот клуб Борец на домашен терен ќе ги измерат силите со екипата на Младост од Оризари. Ако се опорават овие две девојчиња, можеме да им пружиме на тие Младост на ЕУ, а на почетокот ко хит да бидат, па се случија некои превривања од тој клуб. Гледам почнаа па да играат, ќе ни биде многу тешко, нас ние многу пати сум кажал многу тешко, пошто мојата екипа е у формирање, имаме едно да не претераме 10 девојчиња, од кои 7 се стандардни, а имаат 14 години и самите годините си го кажуваат своето. Треба да бидеме стрпливи, да работиме, да чекаме да стасаат тие девојчиња, после ќе биде многу полесно кога оние години кога бевме у формирањето. Мислам дека ќе биде тој тежок надпревар, ќе покушаме да останеме цврсто на земја, ако можеме и да ги добиеме, пошто мојава екипа игра у многу променлива форма. Ако ги извршат поставените задачи, може да се деси и да ги изненадиме тие Младост од Оризари. Четвртата позиција на табелата во првата женска фудбалска лига ја делат женскиот фудбалски клуб Борец и тимот на Тиверија. И двајцата тренери на клубовите до крајот на оваа сезона очекуваат да се најдат некаде на средината на табелата, затоа што се работи за клубови кои во своите состави има релативно млад профил на играчи.